Центарот за интеркултурен диалог денеска ја организираше трката за инклузивно Куманово. Трката се реализира во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје, Општина Куманово и МВР, односно СВР Куманово, а главна цел е да ги собере младите од различни етнички заедници од Куманово на едно место, каде што ќе имаат можност да спортуваат, да се дружат и да креираат нови позитивни искуства. Овој настан се организира 5-та година поред, а годинава, за разлика од претходните години, трката е поддржана и од армијата. Веќе поентата на целата трка не е само да се победи кој ќе биде победник, веќе и поклоните, наградите се само символични, туку повеќе сакаме како млади да имаме една порака до целата држава, бидејќи ние тука како град живееме заедно во инклузивно Куманово. Различно од претходните години е што ова година гледаме дека со искуството што го стекнуваме, видовме дека има потреба да има и логистичка поддршка од армијата на нашата држава и ние исто така ги повикавме кои не поддржуваат армијата од целата држава, односно они имаат отворен ден како што може да види тука, каде што имаат приложена имуниција и други работи во врска со тоа со што располага армијата, но исто така и многу ни помага од аспектот на логистичка поддршка, каде што заедно со ние организираме ова трка. Освен овие што ги спомнав веќе, имаме ние и многу други донатори, локални партнери, компании различни што не поддржуваат во организирање ова трка. Трката во должина од 10 километри стартуваше од градскиот плоштад. Организаторите се задоволни од интересот за овој настан, бидејќи бројката на учесниците годинава достигна 300. Како гледаме бројот на учесници во трката, бидејќи е 3 километри, 10 километри, оди нагоре. Односно, од првата година кога почнавме со 35 луѓе што трчат, ова година имаме на 300, каде што тоа веќе се гледа дека почнавме да биде нешто традиционално за нашиот град, а особено ова година и претходната година ја организиравме по повод 11 ноември, денот на градот, односно ова година 12 го организираме заради моментот што да не го блокираме целиот сообраќај во Куманово и заедно бидејќи младите и другите су послободни денеска и заедно може да го правиме тоа заеднички. Пораката што сакаме да праќаме дека сите заедно сме, не е битно дали живеам во Диво населје или живеам во Тоде Думба доле, сепак се ист град сме и сите заедно ќе ги правиме овие активности. И како гледа тоа, се тоа е заеднички и ќе трчаме и по улици каде што живеат македонци, роми, албанци и други националци во оваа општина, бидејќи заедно ќе може да успееме сите работи да ги постигнеме и верувам во инклузивно Куманово, во мултикултурно Куманово. Пред стартот на трката учесниците беа поздравени од представници на општина Куманово и на секторот за внатрешни работи Куманово.